Стадион. Емисија за вашата вистина. Благодарам. Благој Четрповски, директор на производство на ЕСМ Електраи на Северна Македонија. Господине Трповски, дали се слушаме? Добро утро вас, добро утро до слушателите и до Скопјани среќен празник. Директор на производство, која ќе се каже, сите очи се вперени во вас. Ковачевски не е тука, некој ќе каже се спаси. Ајде вие да ни кажете што се случува во моментот. Што работи, што не работи од вашиот систем, колку струја, колку електрична енергија во моментот произведува ЕСМ. Во моментов ЕСМ произведува електрична енергија, како што предходно кажа и Куштрим, во последниве 10 дена, значи со почеток од ноември, онолку колку што мораме за да го задоволиме потребите. Потребите се согласно договорите. Основните наши договори се према МЕПСО во вид на системски услуги и према Евана Хоум, односно универзалниот снабдувач во рамките на неговите потреби. Дел од таа енергија во моментот се увезува заради блокот кој ни се случи испад пред неколку дена. Заради тоа, блокот што беше во ремонт, го забрзавме процесот, направивме нов гантограм на активности со кои некои работи паралелно се одвиваат и во недела ќе се врати во кова. Од недела, значи, ние ќе имаме 2 блока во Рек Битола. Што се однесува до депонијата, она информација што цело време се провејува низ јавноста од околу 40.000 тони, можам да кажем во моментов е некаде околу 120.000 тони, затоа што е информација од пред 3 недели. И се уште, мислам, во јавноста се работи со таа информација. Ќе биде потребен и дополнителен увоз на електрична енергија од прости причини што исцрпени се акумулациите, а потребите за системски услуги кои треба да се дадат кон МЕПСО се важни за стабилноста на системот. Рударските единици во Рек Битола веќе 10-15 дена се поставени сите на своји места. Се работи на откопно поле, откопан јаглен, спремен за обработка, во износ од некои 380.000, се работи на откривање на јаловината на следното откопно поле за периодот кој следи. Она што го очекуваме дека до крајот на да ја наречам сезоната на грејење, 2 блока на Рек Битола ќе работат. Со хидроенергијата ќе се обидуваме да работиме што е можно по-внимателно, за да можеме пред се да ги задоволиме потребите за системски услуги колку што е можно, а ќе се докупува она што е потребно за да може да се изведат овие системски услуги, за да може да биде и стабилноста на системот во ред. Осломеј од 1 декември ќе тргне да работи. Ние веќе имаме таму некаде околу 40-47.000 тони јаглен спремен. Делот од јагленот кој ќе работи во зимските месеци од нашите резерви, кои со прилично слаб квалитет и веќе се подпишани некои од договорите за набавка на јаглен, а повторно ќе направиме и отворен повик за дополнителна набавка на јаглен, повик кој ќе останува отворен. Со оние понудители на јаглен кои досега сме работеле, ние веќе во текот на годината имавме 2 пати, значи, испорака на јаглен. Околу тоа што се збореше дека е зима и така натаму, ние во зимски услуги исто и така имавме 80 до 100 камиони што поминува на стража. Мавровски рече дека тешко изводливо е тоа. Патиштата тесни, плетвар како ќе го искачите, железницата не работи. Внимателно и добро истража да речеме не е едноставен превој, да го наречем. Значи со добро и внимателно планирање се може да се извлече. Мавровски упати силни критики и во работењето, не домакинско работење. Ненавремено откопување на јаловиштето, како се вика тоа, рударските единици, багерот не бил во функција, требало порано да го излечите. Како порано имало повеќе залихи, сега нема толку залихи. Значи не е причината вели само во тоа дека нема јаглен, туку во тоа како се работи.
добро, јас слушнав дека се каже дека суводол е готов и дека треба да се влезе во логичниот продолжеток што се вика поденски агленови серии. Тоа е работа што требало да се изеде некаде 2005-2006. Во сите тие години, сите разни раководства, ако требало да ископаат, не знам, да речеме 50 на милиони кубни метри земја за да се направи откривка, копале 10, 15 и така натаму. Дојдовме во ситуација дека касниме со деценија. Може би и повеќе. Моравме да го промениме начинот на работа за да можеме што побрзо да стигнеме. Со фазни поместувања и така натаму. Што се однесува до неголемата единица за ископ на јаглен. Може би во ланската година во септември, инаку во најсушниот август ми се чини беше. Во најсушните месеци во годината стандардно нас ни се деси 140 литри на квадратен метар. Во позиција која требаше и беше, да речеме, во дводолна позиција на машината. Зашто? Затоа што е еден од најсушните месеци во годината. Се случи што се случи. Ние можевме да прогласиме, да речеме, дека следните 3 месеци рек Битола ја затвараме и да тргнеме во големи промени, потреби, поправки за да можеме тоа да го направиме. Ние се решивме. Ние веќе следниот ден почнавме со испорака на јаглен за да го нема тој процес. Сега, дали сгрешивме или не, ќе каже времето. Ние се решивме да продолжиме. Тоа што се решивме да продолжиме, значи чинеше дека сите работи што треба да ги поправиме ќе не чинат многу подолго и многу подолго. Бевме сигурни дека со фазно работење и не оставање на целиот објект да биде затворен во тој период можеме да се извлечеме. Тоа што можеме да се извлечеме не е... Да. Водата недомакински од хидроакумулациите сте искористувале, сте го зголемиле производството за многу повеќе од порано. Може би тоа не требало да го правите, да ја чувате? Од еден аспект, може би премногу обврски се дадени со новиот закон за енергетика према ЕЛЕМ. Значи, чување на системски резерви, чување на хидроенергија за системски услуги, од друга страна, снабдување на електрична енергија на универзалниот снабдувач со 100%. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е климатските промени кои не можеме да ги избегнеме. Нашите акумулации се така наречени годишни акумулации. Значи се работи за процес во кој знаете дека полнењето е во пролетните месеци и предполнење во зимските месеци, а за да можете да го искористите целиот потенцијал што ќе дотече, вие морате да направите празнење. Празнењето е секогаш во сушните месеци, август, септември и така натаму, а второто најголемо празнење, односно и припрема за енергија, значи дека електричната енергија треба да се користи од хидроелектраните во зимските месеци. И беше кажано, јас не се слагам, март е еден од најскапите месеци за набавка. Еден од најскапите месеци за набавка на електрична енергија во годината. Она што ни се случи последните 2 години е дека овој есенското полнење многу потфрла. Јас се сеќам минатата година планот изнесуваше дека треба да протечат води во износ од некој противредност 86 гигават часови, што е еднакво на 15 годишен просек намален за 10%. Ни се случи лани да протечат 16 гигават часови. Во јануари за 10 на дена дојде повеќе вода од што дојде во ноември и октомври. Тоа е нешто што едноставно не можете да го предвидите. Оваа година есента ја гледате дека се случува истото. Така да празнењето на можеме во јануари да очекуваме, ако ни се повтори во јануари да имаме повеќе, така? Може. Очигледно е дека имаме некакво поместување месечно, да речеме тоа што веќе со години се случуваше во ноември, сега некако се случува во декември. Ќе каже за крај тоа Дединец, зошто не се гасифицира? Не, ТЕЦ Неготино е посебен субјект, но дел од енергетскиот систем. Гасификација на рек Битола. Зошто доста тие, што ништо не е почнато во поглед на тоа? Зборуваше професорот за тоа. Кажа, до кај се гасовод на рек Битола што се однесува, да треба да биде во склад со носење на газ до рек Битола. Ние мораме паралелно да го водиме.
Нема ништо да направиме ако направиме гасна електрана, доколку немаме со што да ја снабдуваме. Што се однесува до Неготино, мислам Неготино не е дел од АД-Елем, така да не можам да... А некако енергетичар ме прашав, затоа што имаше тендер 2005 која година Евана Хом, Керка го доби. Ако Беше добро, поништен, па ако после мојата бугарска мислење, компанија, па и значи, тоа го поништија. 2005 година имаше многу добар проект. Евана го доби проектот, Евана имаше план да гради огромен капацитет од некои 700-800 мегавати кој ќе работи на јаглен, а после тоа ми се чини да го префрли на газ. Се случи промена на власта едноставно се одлучи да го прекине тој проект. Зошто? Тоа треба да се праша тогашната власт. Што се однесува на сегашните моменти, мене ме прашувате како енергетичар, рековте, јас баш и не гледам доколку сега го промениме, да речеме, само горилниот дел на газ, ние нема да добиеме добра електрана. Ќе добиеме скапа електрана. Само што ќе имаме, наместо мазут, ќе имаме извор на газ. За да се направи добар проект со Неготино, значи практички треба да се искористи всушност оној делот од мрежата, пошто Неготино има одлична структура, има автопат, има железница, има 400 киловолти во непосредна близина, а тука да се изгради нешто што ќе биде гасна постројка, модерна, по новите принципи, да речем. И за крај само увезовте струја за колку? За 15 на милиони евра. Како ќе влие тоа? Сега трошоците ви се зголемија. За колку проценти или не смеете да кажете ќе се покачи цената на струјата после Нова година? Јас и не можам да кажам кога ќе се покачи. До Нова година, значи ние имаме договор, нашиот договор е испорака према Евана Хом, универзален снабдувач, од 36,1 евро по мегават час. Наша обврска е да го исполниме тој по таа цена, тој е подпишан договор. Она што ќе се случува во после Нова година, сигурно ќе има некакво покачување, но на регулаторната комисија е согласно нивните прописи, протоколи, како тоа ќе го испеглаат, за да не биде директен удар, него да биде удар кој ќе се распредели по месеци години. Можно е тоа да се направи. Но сепак некакво покачување ќе мора да има. Благодарам, Благој Четрпавски, директор на производство на електрани на Северна Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина.